Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, тоа што Господ го одредил ќе се случи. Затоа не избрзувајте го тоа. Возвишен нека е тој и нека е многу високо на тие што му ги здружуваат. Тој ги испраќа ангелите со објавата по своја волја, на тие своји робови на кои што сака. Опоменувајте дека нема друг Бог освен мене и плашете се од мене. Тој небесата и земјата со вистината ги создаде. Тој нека е многу високо на тие што му ги здружуваат. Тој го создава човекот од капка семе, а тој одеднаш отворен противник. И тој добитокот за вас го создава, со него од студот се штитите, а и други користи имате, со него и најмногу се храните. Тој ви е украс кога од пасиштата го враќате и кога на пасиште го изведувате. А ви ги носи и товарите на местата на кои без голема мака не би стигнале. Господарот ваш навистина е благ и милостив. И коњите, мазгите и магарињата, за да ги јавате и за украс, а ќе го создаде и тоа што не го знаете. Господово е да укаже на вистинскиот пат, а ги има и погрешни, а тој да сака сите би ве упатил. Тој од небо ја спушта водата која ја пиете и со која се наводнуваат растенијата која стоката ги пасе. Тој прави со нејзина помош да ви растат житото, маслинките, палмите, грозјето и разновидните плодови. Тоа е навистина доказ за луѓето кои размислуваат. Тој прави со ноќта и со денот да се користите и со сонцето и месечината, а звездите се подчинети на неговата волја. Тоа се навистина докази за луѓето кои имаат памет. И со сето тоа што на земјата разнобојно го создава, тоа е навистина докази за луѓето кои примаат поука. Тој прави со морето да се користите, од него свежо месо да јадете и да вадите накид со кој се украсувате. Ти ги гледаш бродовите како го сечат за нешто од неговото богатство да стекнете и за благодарни да бидете. Тој по земјата неподвижни планини расфрла за таа да не ве потресува, а и реки и патишта за правилно да се насочувате, и патокази, а и под звездите тие се ориентираат. Па дали е тогаш тој што создава, како тој што не создава? Вразумете се! Ако вие ги броите Господовите благодати, нема да ги наброите. Господ навистина простува и милостив е. Господ знае што криете, а што јавно покажувате. А тие на кои што наместо на Господ им се молат, ништо не создаваат. Тие самите се создадени. Предмети се, не се живи и не знаат кога ќе бидат оживеани. Вашиот Бог е еден Бог. Срцата на тие што во оној свет не веруваат, не гираат. Тие со вообразеноста се расфрлаат. Нема собне чега Господ го знае тоа што тие го кријат, а и тоа што јавно го изнесуваат. Тој навистина не ги сака тие што се вообразуваат. А кога некој ќе ги праша, што објавува вашиот Господар, тие одговарат, измислици од древните народи, за на судниот ден да го носат сиот товар и дел товарот на тие кои несвесно во заблуда ги донеле, а грозно е тоа што тие ќе го носат. И тие пред нив смислуваа интриги, па Господ од темел нивните згради ги сруши, и покривот над нив се сруши. Казната ги стигна од каде што не очекуваа, а на судниот ден тој ќе ги засрами и ќе ги запраша. Каде се тие кои мене ми ги здружувавте? Тие за кои се спротивставувавте? Тие што знаат ќе речат, денеска срам и мака ќе ги стигнат неверниците. На кои ангелите душите им ги земаа во моментот кога неправда си правеа, и тие ќе се покорат и ќе речат, ние никакво зло не правевме, навистина Господ добро го знае тоа што го правевте. Затоа влегувајте на портите на пеколот, во него вечно ќе останете. О, колку грозно ќе им биде престојувалишето на тие што беа вообразени. А на тие што се плашеа од Господ ќе им се рече, што објавувал Господарот ваш? Добро, ќе одговорат. Тие што прават добри дела уште на овој свет ќе имаат убава награда, а оној свет сигурно е уште подобар. О, колку прекрасно ќе им биде живелиштето на тие што се плашеа од Господ. Еденски долини во кои ќе влезат, низ кои реки ќе течат, и во кои се што ќе посакаат ќе имаат. Така Господ ќе ги награди тие што се плашат од Него. На тие на кои ангелите душите ќе им ги земат, а тие чисти, и на кои ќе им велат, мир со вас, влезете во рајот, поради тоа што го правевте. Зарем многобожците чекаат да им дојдат ангели, или да дојде казнет од Господарот твој? Така постапија и тие пред нив. Господ не беше неправеден кон нив, тие самите кон себе си беа неправедни. И ги стигна казната за грозните дела што ги правеа, и од сите страни ги снајде тоа на што се подсмеваа. Тие што му припишуваат здруженици велат, да сакаше Господ, ни ние ни предците наши покрај Господ никого немаше да обожуваме и без Негова волја ништо немаше да сметаме за забрането. Исто така и тие пред нив постапуваа, а зарем претениците беа должни нешто друго освен јасно да известат?
Ние на секој народ пратеник му испративме, само Господ обожувајте го, а тргнете се од тагутот. И меѓу нив имаше од тие на кои Господ на вистинскиот пат им укажал, а и од тие што заслужиле да останат во заблуда. Затоа патувајте по светот за да видите како завршиат тие што претениците за лаги ги обвинуваа. Ти Мухамеде, колку и да сакаш тие да бидат на вистинскиот пат, Господ нема да му каже на вистинскиот пат на тој што го оставил во заблуда и на нив никој нема да им помогне. Тие се колнат во Господ со најтешката заклетва, Господ нема да го оживее тој што ќе умре. А ќе го оживее, тоа е неговото ветување кое на вистина ќе се исполни, само што тоа повеќето луѓе не го знаат, за да им објасни околу тоа зашто не се согласуваа и за да сватат тие што не веруваа дека биле лажливци. Ако нешто сакаме, ние само велиме биди и тоа бива. Тие што ќе се иселат само поради Господ, откако биле угнетувани, ние уште на овој свет на убаво место ќе ги сместиме, а наградата на оној свет ќе биде уште поголема. Кога само би знаеле. Тие што ќе трпат и што на Господарот свој ќе се подпираат. Ние и пред тебе, како претените луѓе им праќавме и им објавувавме, прашајте ги следбениците на книгата, ако не знаете. Јасни докази и книги, а тебе ти го објавуваме Куранот, Мухамеде, за да им го објасниш на луѓето тоа што ти се објавува и за тие да размислат. А зарем се сигурни тие кои лоши подмолности коваат дека Господ нема во земја да ги втера, или дека нема од каде што не можат ни да помислат казната да им дојде, или дека нема нападувањата нивни да ги казни, тие нема да избегаат, или дека нема додека се во страв да ги казнува, но Господарот ваш е навистина благ и милостив. Зарем тие не гледаат дека сето тоа што Господ го создал, сега десно, сега лево, ги пружа сенките своји на Господ послушно чинејки му седжа и дека и тоа е покорно. На Господ ничкум му се поклонува се живо и на небесата и на земјата, и ангелите, а тие не се арогантни. Се плашат од Господарот свој, кој е над нив, и го прават тоа што им се наредува. Господ вели, две божества не обожувајте, само еден е Бог, и само од мене плашете се. Се што е на небесата и на земјата негово е, и не му треба секогаш да му се биди послушен. Зарем од некој друг, а не од Господ да се плашите? Од Господ е секоја благодат која што ја уживате, а штом некоја неволја ве снајде, повторно од него гласно помош барате. И потоа, кога тој неволјата ќе ви острани, некои од вас истиот момент Господарот свој со друг го изначуваат, за да покажат неблагодарност кон тоа што ние сме им го дале. Па уживајте, но навистина ќе дознаете. Многобожците на тие на кои ништо не знаат им оставаат дел од храната која ние им ја даваме. Се колнам во Господ дека сигурно ќе бидете прашани за сето тоа што постојано го измислувате. Тие на Господ му припишуваат керки, возвишени чист е тој, а на себе тоа што го посакуваат. А кога на некој од нив ќе му се јави дека му се родила керка, лицето му потемнува и станува потиштен. Се крие од луѓето поради несреќата која му е јавена. Дали вака презрен да ја задржи или во земја да ја закопа. Колку лошо пресудуваат тие. Тие што не веруваат во оној свет се со лоши особини, а Господ има највозвишени својства. Тој е силен и мудар. Кога Господ би ги каснувал луѓето поради нивните гревови, ништо живо на земјата не би оставил, но тој до рокот одреден ги остава, и кога нивниот рок ќе помине, ниту за еден момент нема да можат да го одложат, ниту да го забрзаат. Тие на Господ му го припишуваат тоа зашто и самите чувствуваат одвратност и нивните јазици говорат лаги дека нив ги чека најубавата награда, а нив несомнено оган ги чека, тие во него први ќе бидат протерани. Се колнеме во Господ, ние и пред тебе на народите пратеници им праќавме, но ѓаволот нивните постапки убави им ги представи и тој сега е нивен другар, нив ги чека неиздржливо страдање. Ние тебе, Мухамеде, ти објавуваме книга, за да им го објасниш тоа околу што се развојуваат и за да им биде упатство и милост на верниците. Господ водата од небо ја спушта и сонја животот на мртвата земја и го враќа. Тоа е доказ за луѓето што слушаат. Навистина за вас има полка кај вашиот добиток. Ние ви даваме да го пиете тоа што се наоѓа во внатрешноста на нивните тела, а што настанува од доведувањето во врска со хранливата содржина во цревата и крвта, чисто млеко, лесно за голтање на тие што го пијат, а од плодовите на палмата и лозата подкупувате пијалак и пријатна храна. Тоа е навистина доказ за тие што имаат памет.
во пијалак со различни бои, кои има лек за луѓето. Тоа е доказ за луѓето што размислуваат. Господ ве создава и потоа душите ви ги зема. Има од вас кои длабока старост доживувате, па брзо го заборавате тоа што ќе го дознаете. Господ е навистина сезнаен и семоќен. Снабдувајќи ве, Господ на едните им дава повеќе отколку на другите, но тие на кои им е дадено повеќе не им даваат на тие кои се во нивна власт, а потребите им се еднакви. Па зарем Господовите благодати ги негираат? Господ за вас создава жени од вашиот вид, а од жените ваши ви дава синови и внуци. И вкусни јадења ви дава, па зарем тие во лага веруваат, а Господовите благодати ги негираат? И ги обожуваат покрај Господ тие кои не се во состојба со ништо да ги снабдат, ни од небото, ни од земјата, и кои ништо не можат. Затоа не изнесувајте му слични на Господ. Господ навистина знае, а вие не знаете. Господ дава пример за роб кој е во туѓо владение, кој нема ништо и тој што ние богато сме го обдариле и кој дава од тоа и тајно и јавно. Па зар тие се еднакви? Благодарноста му припаѓа на Господ, но повеќето од нив не знаат. Господ ви дава за пример двајца луѓе, од кои едниот е глувонем, кој нема ништо, и кој му е натовар на господарот свој, каде и да го испрати, никакво добро не донесува. Дали е тој еднаков со тој што бара праведно да се постапува, а и самиот е на вистинскиот пат? Господ ги знае сите тајни на небесата и на земјата, крајот на светот како трепкање на окото ќе дојде, или уште побрзо, бидејќи Господ е навистина семоќен. Господ од стомаците на вашите мајки ви изведува, вие ништо не знаете, и ви дава слух, и вид, и разум, за да бидете благодарни. Зарем тие не гледат како птиците во небеските ширини без мака летаат, нив само Господ ги држи, тоа се навистина докази за луѓето кои веруваат. Господ ви дава во куќите ваши да живеете и ви дава шатори од кожата на добитокот, кои лесно ги носите, кога одите на пат и кога преспивате. А од волната нивна и од влакното нивно и од крзното нивно ви дава простирки и корисни работи се до одреден рок. Од тоа што го создал Господ ладовинка ви дава, и за солништа во редовите ви дава, и облека која ве чува од жештината, ви дава и оклопи кои во борба ве штитат, и така ви ја надополнува благодатта своја, за да бидете послушни. А ако тие ги свртат главите, па ти, Мухамеде, си должен само јасно да објавуваш. Тие признаваат дека благодатта е само од Господ, па потоа ја негираат. Повеќето од нив се неверници. А на денот кога од секој народ ќе донесеме по еден сведок, на неверниците нема да им биде дозволено, ниту од нив ќе се бара да му се умилкуваат на Господ. Кога тие што правеле насилство ќе го доживеат страдањето, тоа нема ниту да им се ублажи, ниту да им се одложи. Кога тие кои му припишуваат здруженици ќе ги догледаат божествата своји и кажат: Господару наш, ова се божествата наши, ним им се молевме, а не тебе, божествата ќе им дофрлат, вие сте навистина лажливци. И тие тој ден на Господ ќе му се покорат и ќе им пропадне тоа што го клеветеа. Тие што не верува и што од Господовиот пат одвраќа, ние со двојна казна ќе ги казниме, затоа што правеа неред. И сети се на тој ден кога против секој народ ќе донесеме по еден сведок од него самиот, и тебе ќе те донесеме како сведок против овие. Ние тебе ти објавуваме книгата како објаснување за се и како упатство и милост и радосна вест за муслиманите. Господ бара да се почитува сечие право, да се прави добро и на блиските да им се дава, а развратот и се што е лошо и одвратно и насилството го забранува, да примите поука, тој ве советува. Исполнувајте ги обврските за кои сте се обврзале со Господовото име и не кршете ги заклетвите кога веќе цврсто сте ги дале, а Господ за сведок сте го зеле, бидејќи Господ го знае тоа што го правите. И не бидете како таа што својата преѓа ја расплела во ситни парчиња, кога веќе цврсто ја исплела, служејќи се со заклетвите своји за меѓусебно мамење, само затоа што едното племе е помногубројно од другото. Господ со тоа само ви искушува, а на судниот ден навистина ќе ви го објасни тоа околу што не се согласувавте. Да сака Господ, тој би ве направил следбеници на една вера, но тој во заблуда остава кого сака, а на вистинскиот пат му кажува на кого сака. И вие навистина ќе одговарате за тоа што сте го правеле. И не служете се со заклетвите своји само за да се измамувате едни со други, за да не се лизне ногата која стои цврсто и за да не ја почувствувате несреќата за тоа што од Господовиот пат одвраќате, а страдањето големо уште ве чека. И не ја заменувајте обврската дадена на Господ за нешто што малку вреди. Тоа што е кај Господ е подобро за вас. Ако знаете,
Тоа што е кај вас минливо е, а тоа што е кај Господ вечно е. Тие што трпеле, ние сигурно ќе ги наградиме според подоброто што го правеле. На тој што прави добро, било маж или жена, а верник е, ние ќе му дадеме да поживее убав живот и навистина ќе ги наградиме според подоброто што го правеле. Кога сакаш да учиш Куран, побарај заштита кај Господ од проклетиот ѓавол. Тој навистина нема никаква власт над тие што веруваат и кои се подпираат на Господарот свој. Негова е власта единствено на тие што него за заштитник го земаат и кои на Господ здруженици му припишуваат. Кога ние заменуваме еден ајет со друг, а Господ најдобро знае што објавува, тие велат: ти само измислуваш, а не е така, туку повеќето од нив не знаат. Кажи, ангелот Гаврил со вистината го објавува од Господарот свој, за уште повеќе да ги зацврсти верниците во верувањето и да биде патогас и радосна вест за сите верници. Ние добро знаеме дека тие велат за Мухамед: го подучува еден човек. Јазикот на тој поради кого тие погрешно говорат е јазик на тугинец, а овој Куран е на јасен арапски јазик. На тие што не сакаат да веруваат во Господовите докази, Господ сигурно нема да им укаже на вистинскиот пат и нив ги чека неиздржливо страдање. Се осудуваат лаги да измислуваат само тие кои во Господовите зборови не веруваат и тие се вистински лажливци. Тој што ќе го негира Господ откако поверувал во него, освен ако на тоа биде принуден, а срцето му остане цврсто во верата, го чека Господовата казна. Тие на кои неверството им се допаѓало ќе ги стигне Господовиот гнев и нив ги чека неиздржливо страдање. Затоа што повеќето го сакаат животот на овој свет, а не на оној свет, но Господ нема да го упати на вистинскиот пат народот кој не верува. Тоа се тие чии срца и слух и вид Господ ги запечатил и тие се навистина немарни. Тие без сомнеш на оној свет ќе бидат изгубени. Господарот твој на тие што ќе се иселат откако биле зоставувани, па потоа ќе се борат и стрпливо се ќе поднесуваат. Господарот твој на вистина потоа милостив ќе им биде. На денот во кој секој човек само за себе ќе се грижи и во кој на секој човек за делата негови полна награда или казна ќе му се даде. Неправда нема да им се стори. Господ како пример наведува град, сигурен и спокоен, на кој во изобилство му доаѓаше храна од сите страни, но кој беше неблагодарен на Господовите благодати, па поради тоа што го правеше Господ му даде да искуси и глад и страф. И ним им дојде пратеник, еден од нив, но тие лажливец го нарекоа и нив ги стигна казна додека беа неправедни. Хранете се со допуштени и убави јадења, кои Господ ви ги дарува, и бидете му благодарни на Господ за неговите благодати, ако само него го обожувате. Тој ви забранува само мрша, крв и свинско месо и тоа што е заклано во нечие друго име, а не во Господовото. А на тој што ќе биде принуден, но не од желба, туку само колку гладта да ја прекине, Господарот твој навистина ќе му прости и милостив ќе биде. И не зборувајте лаги со јазиците своји, ова е дозволено, а ова е забрането. За така да изнесувате лаги за Господ, тие што за Господ лаги говорат, нема да успеат. Кратко ќе уживаат и нив страшно страдање ќе ги чека. На евреите им го забранивме тоа за кое што претходно ти кажувавме. Ние не бевме неправедни кон нив, тие самите на себе си неправда си нанесоа. На тие што од незнаење ќе направат лошо дело, па потоа ќе се покајат и ќе се поправат, Господарот твој потоа сигурно ќе им прости и ќе биде милостив. Аврам навистина беше предводник, покорен на Господ, вистински верник. На Господ не му припишуваше здруженици и беше благодарен на благодатите негови. Тој него го избра и на вистинскиот пат го упати. И му дадовме добро на овој свет, а на оној свет навистина ќе биде меѓу добрите. Потоа на тебе те објавивме, следи ја верата на Аврам. Тој имаше чиста вера, на Господ не му припишуваше здруженици. Славењето на слободата пропишано име на тие што имаа различни мислења за неа. И Господарот твој на судниот ден на нив ќе им пресуди за тоа околу кое се подвоија. На патот на Господарот твој мудро и со убав совет повикувај, и со нив на најубав начин дискутирај. Господарот твој ги знае тие што зацалкале од неговиот пат, и тој ги знае тие што се на вистинскиот пат. Ако сакате да возвратите на неправдата, тогаш направете го тоа во толкава мера колку што ви е направено. А ако се воздржите, тоа е навистина подобро за трпеливите. Биди трпелив, но трпелив ќе бидеш само со Господова помош, и не тагувај по нив, и нека не ти е тешко поради интригите нивни. Господ е навистина на страната на тие што се плашат од Господ и што се воздржуваат од гревовите и што прават добри дела. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот, возвишен нека е тој што во еден дел од ноќта го пренесе својот роб од Месчиди Харам во Месчиди Акса,
чија околина ја благословивме, за да му покажеме на некој од нашите знаци. Тој се слуша и се гледа. А на Мојсеј му дадовме книга и ја направивме упатство за синовите Израилови. Наместо мене, друг господар не земајте. О, потомци на тие што со Ное ги носевме. Тој навистина беше многу благодарен роб. И ние во книгата им објавивме на синовите Израилови: вие навистина 2 пати на земјата неред ке правите и прекумерно арогантни ке станете. Кога ќе дојде времето на првиот од 2 нереда, ќе ги спратиме против вас робовите наши. Силно мокни, тие домовите ваши ќе ги прегазат и ветувањето за казната ќе го исполнат. Потоа ќе ви дадеме победа против нив и ќе ви помогнеме со имотите и синовите ваши и ќе ве направиме многубројни. Па ако правите добро, за себе го правите, а ако правите зло, против себе го правите. А кога ќе дојде времето на другиот неред, на лицата ваши тага и јад да остави и во храмот да влезат како што во него влегле и првиот пат. И до темел да срушат се со што ќе завладеат. И господарот ваш повторно ќе ви се смилува. Ако се вратите, ќе се вратиме и ние, а пеколот го направивме затвор за неверниците. Овој Куран води кон единиот исправен пат. И на верниците кои прават добри дела им носи радосна вест, дека ги чека награда голема, а дека за тие што не веруваат во оној свет подготвивме болно страдање. Човекот со својата молба проколнува и благословува, човекот навистина избрзува. И ние ноќта и денот како 2 знака ги направивме. Знакот за ноќта го тргнавме, а знакот за денот видлив го направивме, за да можете да ги барате благодатите од Господарот свој, и за да го знаете бројот на годините, и за да го пресметувате времето, и се детално објаснивме. И на секој човек околу врат ќе му го врземе тоа што ќе го направи, а на судниот ден книгата отворена ќе му прикажеме. Читај ја книгата своја, доволно ти е денес тоа што сметката твоја ќе ја полагаш. Тој што оди по вистинскиот пат, од тоа само тој ќе има корист, а тој што талка, на своја штета талка. И ниту еден грешник тугите гревови нема да ги носи, а ние ниту еден народ не сме казниле, додека пратеник не сме им испратиле. Кога сакаме да уништиме некој народ, на тие кои во него се навикнале на раскош им наредуваме покорност. И тие на развратот му се оддаваат и така ја заслужуваат казната, па тогаш до темел го рушиме. И колку само народи после Ное уништивме, а доволно е тоа што Господарот твој ги знае и ги гледа гревовите на робовите своји. На тој што го сака овој свет, ние бргу му даваме што сакаме и на кого сакаме, но потоа пеколот ќе му го подготвиме, каде засрамен и отврен ќе се пече. А тој што го сака оној свет и се труди да го заслужи, а верник е, трудот на таквите ценет ќе им биде. На сите нив и на едните и на другите им ги даваме даровите од Господарот твој, а даровите на Господарот твој не му се забраните никому. Гледај како на едните им даваме предност над другите, а на оној свет разликата во степените и предностите ќе биде поголема. Не здружувај со Господ никој друг Бог, за да не заслужиш осуда и да не останеш без поддршка. Господарот твој заповеда само него да го обожувате и на родителите добро да им правите. Кога еден од нив двајца или двајцата ќе доживеат старост кај тебе, не вели им ни уф и не креве го гласот свој кон нив, туку убрекај им се со зборови полни со почит. Биди внимателен и покорен кон нив и кажи: Господару мој, смилувај им се, тие мене кога бев дете ме негуваа. Господарот ваш добро знае што е во душите ваши, ако бидете послушни, па Господ навистина ќе им прости на тие што ќе се покајат. Дај му го на роднината правото негово и на сиромашниот и на патникот, но не расфрлај се многу. Бидејќи расипниците се браќа на сатаната, а сатаната му е неблагодарен на Господарот свој. А ако мораш од нив да се свртиш, бидејќи и самиот од Господарот свој милост ја бараш и на неа се надеваш, тогаш барем некој убав збор кажи им. Не држи ја раката своја стисната, а не сосем отворена, за прекорот да не го заслужиш и без ништо да останеш. Господарот твој му пружа обилно собдување на тој што сака, а и ја ограничува, затоа што ги знае и ги гледа робовите своји. Не убивајте ги децата своји поради сравото сиромаштво, и нив и вас ние ве снабдуваме, бидејќи нивното убивање е навистина голем грев. И не приближувајте му се на блудот, бидејќи тоа е разврат, колку лош пат е тоа. И не убивајте некого, чие убивање Господ го забранил.
освен кога правдата тоа го изискува, а ако некој ни крив ни должен е убиен, тогаш на неговиот наследник му даваме власт, но ни тој нека не ја пречекорува границата во убивањето, бидејќи тој навистина е помогнат. И не доближувајте му се на имотот на сирачето, освен ако сакате да го зголемите, се додека не стане полнолетно. И исполнете обврската, затоа што за обврската навистина ќе се одговара. И наполнете вистинската мерка кога мерите со литари точно мерете на кантарот. Тоа е подобро и последиците се поубави. Не зборувај го тоа што не го знаеш, и слухот, и видот, и разумот, за сето тоа навистина ќе се одговара. Не чекори горделиво по земјата, бидејќи земјата не можеш да ја пробиеш, ниту планините во висини да ги достигнеш. Сето тоа е лошо, кај Господарот твој омразено. Тоа е мудроста која Господарот твој ти објавува. И не здружувај му на Господ друг Бог, за да не бидеш фрлен во пеколот, прекорен и од милоста негова оддалечен. Зарем вашиот Господар вас со синови ве обдарил, а за себе ангелите како ќерки ги зел? Вие навистина изговарате крупни зборови. Ние во овој Куран објаснуваме за тие да излечат поука, но тој само им ја зголемува одбивноста. Кажи Мухамеде, ако покрај него постојат други богови, како што велат тие, тогаш тие би го побарале патот до сопственикот на аршот. Чист е тој и со голема висина возвишен на тоа што тие го велат. Него го слават седумте небеса и земјата, и тие на нив, и не постои ништо што не го слави, фалејки го, но вие не го разбирате славењето нивно, тој е навистина благ и многу простува. Ако го рецитираш Куранот, помеѓу тебе и тие што не веруваат во оној свет, ние невидлив вел ставаме, а на срцата нивни прекривка, за да не го разберат, и глуви ги правиме. И кога ти ќе го спомнеш Господарот свој во Куранот, него единиот ги вртат грбовите од одбивноста кон него. Ние најдобро знаеме што сакаат тие да чујат кога доаѓаат да те прислушкуваат и зашто шепотат кога насилниците велат вие следите само обседнат човек. Гледаш што зборуваат за тебе Мухамеде, потоа талкаат и не можат да го најдат вистинскиот пат. Тие велат, зарем кога во коски и прашина ќе се сториме на вистина како нови суштества ќе бидеме оживеани? Кажи му Мухамеде, ќе бидете, дури и да сте камења или железо. Или какво било суштество за кое мислите дека не може да биде оживеано, а кој ќе не врати во живот, ќе запрашаат тие. А ти кажи, тој што и првиот пат ве создаде, а тие пред тебе ќе мафтаат со главите, негирајки, и ќе запрашаат, кога тоа? Ти кажи, може би набрзо. Ќе биде во денот кога тој ќе ве повика, и вие, благодарејки му, ќе се одзвиете, и само уште малку време да останевте, ќе помислите. Кажи им на робовите мои да зборуваат само убави зборови, бидејќи ѓаволот би можел да посее непријателство помеѓу нив. Ѓаволот е навистина човеков отворен непријател. Господарот ваш најдобро ве познава. Ако сака, тој ќе ви се смилува, или ако сака, на маки ќе ве стави, а ние тебе не ти дадовме власт над нив. Господарот твој најдобро ги познава тие на небесата и тие на земјата. Ние едните веровесници над другите ги одликувавме, а на Давид Зебурот му го дадовме. Кажи Мухамеде, молете им се на тие кои покрај него ги сметате за божества, па тие нема да можат од неволјата да вас слободат, ниту да ја преусмерат. Тие на кои што овие им се молат самите бараат начин како што повеќе да му се приближат на својот Господар и се надеваат на милоста негова и се плашат од казната негова, а од казната на Господарот твој секој треба да се чува. И не постои ниту една насилба која ние пред судниот ден нема да ја уништиме или на тешка мака да изложиме. Тоа е запишано во книгата. А да не праќаме чуда, не задржува само тоа што ни древните народи во нив не поверуваа. На Семут, како видливо чудо, камила му дадовме, но тие во неа не поверуваа, а чудата ги праќаме само за да се плашиме. И кога ти рековме сите луѓе Господарот твој ги опфаќа, а сонот што ти го покажавме и проколнатото дрво, во Куранот спомнато, искушение се за луѓето, ние ги заплашуваме, но ним само им се зголемува и онака големото неверство. И кога им рековме на ангелите, поклонете му се на Адам, тие сите се поклонија, освен Луцифер, зарем да му се поклона на тој што го создаде од глина, рече. Кажи ми, рече потоа, еве ти го овој што над мене го воздигна. Ако ме оставиш до крајот на светот, сигурно над потомството негово ќе завладеам, освен над Малкумина. Заминувај, рече тој, на тие кои тебе ќе те следат, а и тебе, пеколната казна ќе ви биде полна казна. И заведувај со гласот свој кого можеш и тргни кон нив со својата конјаница и со својата пешадија и биди им ортак во имотот и во децата и дава им ветувања, а сатаната само ги мами. Но ти, навистина, нема да имаш никаква власт над робовите мои, а Господарот твој е доволен за заштитник.
Господарот ваш поради вас ги придвижува бродовите по морето, за да ги барате неговите благодати. Тој е навистина милостив кон вас. Кога ќе ве снајде неволја на море, тогаш ги нема тие на кои вообичаено им се молите, постои само тој, а кога тој на копното ќе ве спаси, вие се свртувате од него. Човекот секогаш е неблагодарен. Зарем сте сигурни дека тој нема во земја да ве втера или дека против вас песочна бура нема да испрати и дека тогаш нема да си најдете заштитник? Или зарем сте сигурни дека тој нема повтор пат на море да ве изнесе и бура на вас да испрати и да ве потопи поради тоа што сте биле неблагодарни? Тогаш не би нашле никого кој поради вас не би не повикал нас на одговорност. Ние навистина ги одликувавме синовите на Адам, им дадовме по копно и по море да патуваат, и ги снабдивме со вкусни јадења, и им дадовме големи предности над мноштвото кои сме ги создале. А на денот кога ќе ги повикаме сите луѓе со предводникот нивен, тие на кои ќе им се даде книгата нивна во десната рака, ќе ги читаат книгите своји и нема да им биде направена ниту тронка неправда. Тој што на овој свет бил слеп, ќе биде слеп и на оној и уште подалеку ќе заталка. И за малку тие да те одвратат од тоа што ние ти го објавуваме, за против нас нешто друго да изнесеш, и тогаш тие би те сметале за пријател, а да не те направевме цврст, за малку ќе им се приклонеше. И тогаш навистина ќе ти дадевме да искусиш двојна мака во животот и двојно страдање по смртта, тогаш не би нашол никого кој против нас би ти помогнал. А за малку да те придвижат да излезеш од земјата за онија да те избркаат, но тогаш ни тие не би останале долго по тебе. Бидејќи така беше со сите тие кои пратениците ги протераа, кои пред тебе ги пративме. И ниту ти нема да најдеш на отстапување од нашиот закон. Извршуваја молитвата кога сонцето од половина небо ќе тргне, па до ноќната темнина, и намазот вмугри, бидејќи на намазот вмугри многумина присуствуваат. И помини дел од ноќта во молитва, тоа е само твоја должност. Господарот твој на оној свет ќе ти го подари местото достојно за благодарност. И кажи Мухамед: Господару мој, воведи ме со воведот на вистината и изведи ме со исходот на вистината и дарувај ми од себе сила која ќе ми помогне. И кажи: дојде вистината, а исчезна лагата. Лагата на вистина исчезнува. Ние во Куранот го објавуваме тоа што е лек и милост за верниците, а на неверниците тој само им ја зголемува пропаста. Кога на човекот некаква благодат му даруваме, тој се свртува и арогантно се оддалечува, а кога ќе го снајде злото, тогаш очајува. Кажи: секој постапува според своето убедување, а само Господарот ваш знае кој е на вистинскиот пат. Те прашуваат за душата. Кажи, Мухамеде: душата е нешто што само мојот Господар го знае, а вам ви е дадено само малку знаење. А да сакаме, ние би направиле да исчезне тоа што сме ти го објавиле, и ти потоа не би нашол никого кој против нас би ти помогнал. Но Господарот твој е милостив кон тебе и неговата добрина кон тебе навистина е голема. Кажи: кога сите луѓе и джини би се дружиле да сочинат еден ваков Куран, тие каков што е тој не би сочиниле, па дури взаемно да си помагаат. Ние во овој Куран на луѓето им објаснуваме секакви примери, но мноштвото луѓе воопшто не сакаат да веруваат. И велат: нема да ти веруваме се додека од земјата извор со вода не ни изведеш, или ако имаш градина од палми и лоза и низ него од сите страни реки да изведеш, или додека на нас небото во парчина не го собериш, како што тврдиш, или се додека Господ и ангелите пред нас не ги донесеш, или ако имаш куќа од злато, или додека на небото не си искачиш, а нема ни да ти веруваме дека си се искачил се додека не ни ја донесеш книгата да ја читаме. Кажи, Мухамед: возвишен нека е Господарот мој, зарем јас не сум само човек, пратеник? А луѓето кога им доаѓала објавата од верувањето, ги одвраќало само тоа што говореле. Зарем Господ испратил човек како пратеник? Кажи, кога ангелите смирено би оделе на земјата, Ние од небото за пратеник би им испратиле ангел. кажи: Господ ни е доволен сведок и мене и вам, бидејќи тој ги знае и гледа робовите своји. Тој на кого Господ ќе му каже на вистинскиот пат е, а тој што во заблуда ќе го остави, нему освен него нема да му најдеш заштитник. Ние на судниот ден ќе ги собереме со лицата кон земјата свртени, слепи, неми и глуви. Живеалиштето нивно ќе биде пеколот. Кога ќе им се намали пламенот, ќе им го зголемиме огнот. Тоа ќе им биде казна, бидејќи во нашите докази не веруваа и велеа: зарем кога ќе станеме коски и прав, ќе бидеме оживеани како нови созданија? Зарем тие не знаат дека Господ, Создателот на небесата и на земјата, е способен да создаде слични на нив и дека веќе им го одредил часот на оживувањето, во кој нема сомнеш, но насилниците само негираат.
Кажи, кога вие би ги поседувале ризниците од милоста на Господарот мој и тогаш би биле скржави од страв да не потрошите, човекот секогаш е скржав. Ние на Мојсей 9 јасни знаци му дадовме, па запраше ги синовите Израилови, кога тој на предците нивни им дојде и кога фараонот му рече: Јас мислам, о Мојсей, дека ти си навистина магепсан. А Мојсей одговори: Ти добро знаеш дека ова не го дал никој друг, туку Господарот на небесата и на земјата, како јасни знаци, и јас мислам дека ти, о фараону, сигурно ќе настрадаш. Фараонот одлучи да ги избрка од земјата, па ние го потопивме и него и тие што беа со него, сите, и потоа им рековме на синовите Израилови: населете се на земјата, па кога крајот на светот ќе дојде, ќе ве донесеме измешани. Ние куранот со вистината го спуштаме, и тој со вистината се симнува, а тебе ти спративме со цел радосни вести да донесуваш и да опоменуваш. И како куран, се по дел ти го објавуваме, за на луѓето малку по малку да им го кажуваш, и по потреба го објавуваме. Кажи, верувале во него или не верувале, на тие на кои пред неговото објавување им е дадено знаење, паѓаат со лицето на тлото, извршувајќи сеџда, кога тој им се чита. И велат: возвишен нека е Господарот наш, ветувањето на Господарот наш се исполни, и паѓаат со лицето на тлото, и тој им ја зголемува сравопочита. Кажи, повикувајте Аллаху или повикувајте Семилосен, и како и да го повикувате, неговите имиња се најубави. Не изговарај го Куранот со сиот глас кога извршуваш молитвата, а и не пригушувај го, барај ја средината на тоа. И кажи, благодарноста му припаѓа на Господ, кој нема дете и кој во власта нема ортак, и на кој не му треба заштитник поради немок, и величај го со сета величественост. Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот, благодарност му припаѓа на Господ, кој на својот роб му објавува книгата, и не ја дал искривена, туку исправна, за со тешката казна, која тој ќе ја даде, да опомене, а верниците кои прават добри дела со прекрасна награда да ги израдува, во која вечно ќе престојуваат, и да ги опомене тие што велат: Господ си присвоил син. Тие ништо не знаат за тоа, ни предците нивни, колку крупни спорови излегуваат од устите нивни. Тие не говорат ништо, освен лаги. Па зарем ти поради нив од тага потиштен ќе бидеш, ако тие не сакаат да поверуваат во овој говор? Се што е на земјата ние како украс го создадовме, за да ги искушаме луѓето кој од нив поубаво ќе постапува, а ние неа гола лединка ќе направиме. Мислиш ли дека самошителите на пештерата и Реким беа чудо меѓу чудата наши? Кога неколку момчина во пештерата се засолнија и рекоа: Господару наш, подари ни ја својата милост и пружи ни во оваа наша постапка вистинско упатство. Ние во пештерата длабоко ги заспавме за долга низа години. Потоа ги разбудивме за да покажеме кој од двете групи подобро ќе оцени колку време престојувале, а ние тебе ти ја кажуваме веста нивна според вистината. Тоа беа момчина, верува во Господарот свој, а ние упатството уште повеќе им го зголемивме. Ги зајактавме нивните срца кога се кренаа и рекоа: Господарот наш е Господар на небесата и на земјата, ние покрај него нема на друг Бог да му се молиме, бидејќи тогаш тоа што е далеко од вистината би го говореле. Овој наш народ покрај него други богови прифатил, зошто за нив јасен доказ не донесат, а имали понеправеден од тоа што за Господ изнесува невистина. Кога ќе ги напуштите нив и тие кои покрај Господ ги обожуваат, засолнете се во пештерата. Господарот ваш со својата милост ќе ве облие и за вас тоа што ќе ви биде корисно ќе ви го подготви. И ти можеше да видиш како сонцето кога се раѓа ја обликува пештерата од десната страна, а кога заоѓа ја обликува од левата страна, а тие беа во средината нејзина. Тоа е Господов доказ. Кого Господ ќе го упати на вистинскиот пат, тој по вистинскиот пат ќе оди, а кого во заблуда ќе го остави, ти нема да му најдеш заштитник кој на вистинскиот пат ќе го упати. И ќе помислеше дека се будни, но тие спиеја. И ние ги вртевме час на десната, час на левата страна, а кучето нивно, со испружени предни шепи, лежеше на влезот, да ги видеше, од нив ќе избегаше и страв ќе те фатеше. И ние исто така ги разбудивме, за меѓусебно да се запрашаат колку време останавме тука. Запрашениот од нив: останавме ден или дел од денот, одговорија: Господарот ваш најдобро знае колку сте останале. Рекоа: испратете еден од вас со овие ваши сребреници во градот, и нека види каде јадењето е најчисто, и од него нека ви донесе храна и нека биде внимателен, и никому нека не зборува ништо за вас. Бидејќи ако тие дознаат за вас, ќе ве каменуваат или со сила во верата своја ќе ве внесат, и тогаш тоа што го сакате никогаш нема да го постигнете. И ние така сторивме тие за нив да дознаат, за да се уверат дека Господовото ветување е вистинито, и дека во часот на уживувањето нема никогов сомнеш, кога меѓу себе за нив се расправаа, рекоа:
Изградете ограда на незиниот влез, Господарот нивен најдобро знае кои се тие. А тогаш тие, чии што зборови најмногу се почитуваа, рекоа: на незиниот влез ќе направиме светилиште. Некои ќе речат беа тројца, куќето нивно беше четврто, а некои ќе речат беа петмина, куќето нивно беше шесто. Нагаѓајки го тоа што не го знаат, додека некои ќе речат беа седуммина, а куќето нивно осмо. Кажи, Господарот мој најдобро го знае нивниот број, само малкумина тоа го знаат, затоа не расправај за нив, освен површно, и не прашувај за нив никого од нив. И зашто било немој никако да кажеш, тоа сигурно ќе го направам утре, не додавајки ако даде Бог. Ако га ќе заборавиш, сети се на Господарот свој и кажи: Господарот мој ќе ми упати на тоа што е подобро и покорисно од ова. А тие во пештерата своја останаа 309 години. Кажи, Господ најдобро знае колку останале. Тајните на небесата и на земјата само тој ги знае. Како тој гледа се, како тој слуша се. Тие немаат друг заштитник освен него, а тој не зема никого власта своја за ортак. А ти кажувај го од книгата на Господарот свој тоа што ти се објавува. На неговите зборови им нема изменувач. И ти, Мухамеде, освен кај него, нема да најдеш никакво прибежиште. Биди трпелив покрај тие што на Господарот свој му се молат и зутрина и навечер, со копнеш за лицето негово, и не спуштај ги очите своји од нив со желба за сјај во животот на овој свет, и не слушај го тој чии што срце да не спомнува невнимателно го направивме, кој страста своја ја следи и чии што постапки се далеку од разумни. И кажи, вистината доаѓа само од Господарот ваш, па кој сака нека верува, а кој сака нека не верува. Ние на неверниците им подготвивме оган, чии што пламен од сите страни ќе ги опфаќа. Ако побараат помош, ќе им се помогне со течност слична на растопена ковина која лицата ќе ги испече. Ужасен ли напиток и грозно ли престилувалиште? Тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, ние навистина нема да дозволиме да им пропане наградата за добрите дела. Сигурно ги чекаат еденски градини низ кои реки ќе течат, и во нив со белекзии од злато ќе се украсуваат, и во зелени алишта од свила и кадифе ќе се облекуваат. Во нив на диваните потпрени ќе бидат. Прекрасно ли награда и прекрасно ли престилувалиште? И наведи им како пример два човека. На едниот од нив 2 градини со лоза засадени му дадовме и со палми ги обиколивме, а меѓу нив ниви поставивме. Двете градини својот плод го даваа, ништо не недосасуваше, а низ нив река спроведовме. Тој и други плодови имаше. И на другарот свој му рече, додека со него разговараше: Побогат сум од тебе и со подобро потекло. И влезе во градината своја, правејќи си насилство на себе си, велејќи: не мислам дека овој некогаш ќе пропадне. И не мислам дека крајот на светот некогаш ќе дојде, а ако му бидам вратен на Господарот свој, сигурно нешто подобро тоа ќе најдам. И другарот негов му рече додека со него разговараше: зарем не веруваш во тој што од земјата те создал, потоа од капка семе и на крајот потполн човек те направил? Што се однесува до мене, тој Бог е мој Господар и јас на Господарот свој не му здружувам никого. А зошто кога во градината влезе не рече: Машалла, мокта му припаѓа само на Алла, ако гледаш дека кај мене има помалку богатство и помалку род отколку кај тебе, па Господарот мој може уште подобра градина од твојата да ми даде, а на твојата не време од небото да испрати, па да остане само лицгава, лединка, без ништо, или водата во понор да се слее, па да не можеш никогаш да ја пронајдеш. И пропаднаа плодовите негови и тој почна да ги крчи рацете своји, жалејки за тоа што во неа го вложил, а лозата беше навистина врз подбирачите своји и тој велеше: камо среќа на мојот Господар, никогаш да не му припишува вдруженик. И немаше никој да може да му помогне освен Господ, а самиот на себе си не можеше да си помогне. Тогаш може да помогне само Господ вистинитиот. Тој ја дава најдобрата награда и прави се на најубав начин да се заврши. Наведи им како пример дека животот на овој свет е како растение, кое и после натупувањето со вода, која ние од небото ја спуштаме, сепак останува суво и ветровите го разнесуваат. А Господ може се. Имотот и синовите се украс во животот на овој свет, а добрите дела кои остануваат, подобри се ке Господарот твој според наградата и подобри според надежда. На денот кога планините ќе ги отстраниме и кога ќе ја види земјата потполно видлива, а нив веќе ги собравме, ниту еден не пропуштивме.
Тие пред Господарот твој во редови ќе бидат наредени. Ни дојдовте така како што и првиот пат ве созадовме, а тврдевте дека нема да ви одредиме време за оживување. И книгата ќе биде поставена и ќе ги видиш грешниците преплашени поради тоа што е во неа. Тешко нам ќе зборуваат. Каква е оваа книга? Ни мал ни голем греф не пропуштила, се набројала и ќе го видат запишано тоа што го правеле. Господарот твој нема никому да му направи неправда. И кога им рекове на ангелите, поклонете му се на Адам ничкум, сите се поклонија, освен Луцифер. Тој беше еден од джинните и затоа сгреши кон заповедта на Господарот свој. Па зарем него и потомците негови покрај мене како пријател ќе ги прифатите? Кога тие ви се непријатели, колку е сатаната лоша замена за насилниците. Јас не ги зедов нив за сведоци во текот на создавањето на небесата и на земјата, ниту во текот на создавањето на нив самите. И за помагачи не ги земав тие кои на погрешниот пат упатуваа. И на денот кога тој ќе каже, повикајте ги тие за кои тврдите дека се мои ортаци. И кога ќе ги повикаат, тие нема да им се одзвијат и ние меѓу нив ќе направиме место за пропаста. И грешниците ќе го догледаат огнот и ќе се уверат дека во него ќе паднат и нема да можат да го избегнат. Ние во овој Куран на разни начини им објаснуваме на луѓето различни примери, но човекот повеќе од кој било друг е спремен да расправа. А луѓето кога им доаѓа опасството ги одвраќа од верувањето и од тоа на Господарот свој да му се молат за прошка само затоа што ја очекуваат судбината на древните народи или што чекаат да им дојде казната пред нив. Ние ги праќаме пратениците само за да носат радосни вести и да опоменуваат, а неверниците се расправаат, служејки се со невистини. За се тоа да ја негираат вистината и се исмејуваат со моите докази и со моите опомени. Има ли понеправедено тој што кога со доказите на Господарот свој се опоменува е немарен кон нив, а го заборава тоа што рацете негови го направиле? Ние на срцата нивни прекривки ставаме за Куранот да не го сватат, а во ушите нивни глувост. Иако ти кон вистинскиот пат ги повикаш, тие кога се такви, никогаш нема на вистинскиот пат да појдат. Господарот твој многу простува и неизмерно е милостив, да ги казнува тоа што го заслужуваат, тој веднаш на мака би ги ставил, но нив ги чека одредениот час, од кој нема да најдат прибежиште. А тие села и градови ги уништивме откако жителите нивни историја насилство и за пропаста нивна точно време одредивме. И кога Мојсе му рече на сопатникот свој, ќе одам, се додека не стигнам до местото каде што се спојуваат двете мориња или долго ќе одам. И кога тие двајцата стигнаа до местото на кое морињата се спојуваат, заборавија на рибата своја, па таа во морето си направи пат. А кога се оддалечија, Мојсе му рече на сопатникот свој, дај ни ја ужината наша, бидејќи се изморивме од нашиот пат. Види, рече тој, кога застанавме кај онаа карпа, јас ја заборавив рибата. Самиот ѓавол направи да ја заборавам, да не ти ја спомнам, па таа на чуден начин тргна кон својот пат во морето. Тоа е тоа што го бараме, рече Мојсей, и тие двајца се вратија по патот по кој дојдоа. И најдоа еден наш роб, на кого милоста наша му ја подаривме и за тоа што само ние го знаеме, го научивме. Може ли да те придружувам, запраша Мојсей, но да ме подучиш на тоа со кое си ти исправно подучен. Ти сигурно нема да можеш со мене се стрпиш, рече тој, а како би се стрпел за тоа за што ништо не знаеш? Ке видиш дека ќе бидам трпелив ако даде Бог, рече Мојсей, и дека нема во ништо да ти се спротиставувам. Ако сакаш да ме придружуваш, рече тој, тогаш за ништо не ме прашувај се додека за тоа јас прв не ти кажам. И тие двајца тргнаа, и кога влегоа во бродот, тој го придупчи. Зарем го придупчи за да ги потопиш тие што со него пловат? Ти направи нешто навистина лошо. Не реков ли јас, рече тој, дека ти навистина нема да можеш да се стрпиш со мене? Не ме критикувај за тоа што го заборавив, рече, и не прави во оваа моја работа тешкотија да ме снаоѓа. И тие двајцата тргнаа и кога сретнаа едно момче, па тој го уби. Мојсей рече, зошто го уби безгрешното дете кое никого не убило? Ти направи нешто навистина многу лошо. Нели ти реков, рече тој, дека ти нема да можеш да се стрпиш со мене? Ако по ова те прашам зашто било, рече, тогаш немој со мене да се дружиш, кај мене веќе најде оправдување. И тие двајцата тргнаа и кога дојдоа до еден град, ги замолија жителите нивни да ги нахранат, но тие одбија да ги нагостат. Тие двајца во градот наидоа на еден ѕид, кој само што не се срушил, па тој го исправи. Можеше, рече Мојсей, за него да земеш награда. Ова е разделба помеѓу мене и тебе, рече тој. Ке ти известам за толкувањето на тоа, поради кое што не можеше да се воздржиш. Во врска со бродот,
Тој е во сопственоста сиромаши луѓе кои работат на море и јас сакав да го отчетам бидејќи пред нив имаше еден владетел кој го земаше секој исправен брод. Во врска со момчето, родителите негови се верници, па се исплашивме тој да не ги натера на неред и на неверување. Па сакавме господарот нивен, наместо него да им даде подобар и почесен од него и кон сомилоста поприближен. А што се однесува до зидот, тој им припаѓа на две момчина, сирачина од градот, а под него е закопано нивното богатство. Нивниот татко бил добар човек и господарот твој сака од милоста своја тие да пораснат и да го извадат богатството свое. Сето тоа јас не го сторив по моје мислење. Ете, тоа е толкувањето за тоа зашто ти не можеш да се стрпиш. И те прашуваат за Зулкарнеин. Кажи му, Мухамеде, за него ќе ви кажам некои вести. Ние му дадовме власт на земјата и му дадовме средство за се. И тој тргна. Кога стигнаа до местото каде што заоѓа сонцето, виде како да заоѓа во некој матен извор и во близината негова најде еден народ. О, Зулкарнеин, рековме ние, или ќе ги казниш, или со нив благо ќе постапиш. Тој што правел насилство рече, ќе го казниме, а потоа на својот господар ќе му се врати. Па тој со тешка мака ќе го мачи. А на тој што верувал и правел добри дела му припаѓа најубавата награда. И нему ќе му издаваме олеснителни наредби. И тој тргна понатаму. И кога дојде до местото каде што заоѓа сонцето, тој виде дека тоа излегува над еден народ на кој ние не му дадовме од него со што било да се заштити. Така беше тоа, а ние го опфаќаме со знаењето сето тоа што го имаше тој. И тој повторно тргна. Кога стигна помеѓу две планини, пред нив најде народ кој едва и го разбираше говорот. О, Зулкарнеин, рекоа тие, Гог и Магог прават неред на земјата, па сакаш ли да ти собереме на доместок за помеѓу нас и нив да кренеш преграда? Подобро е тоа што мојот господар ми го даде, рече тој. Туку, вие само помогнете ми колку можете повеќе и јас меѓу вас и нив преграда ќе кренам. Донесете ми големи парчи на железо и кога тој ги израмни двете страни на планините, рече, дувајте. А кога го вжешти, рече, донесете ми растопен бакар да го истурам. И така тие не можеа ниту да преминат, ниту да подкопаат преградата. Ова е милост од господарот мој, рече тој, а кога ветувањето на господарот мој ќе се исполни, тој со земјата ќе срамни, а ветувањето на господарот мој на вистина ќе се исполни. И ние тогаш ќе оставиме едните од нив како бранови да се судираат со другите и ќе се дувне во рогот, па сите ќе ги собереме. Тој ден на неверниците јасно ќе им го покажеме пеколот. Тие чии што очи беа прикриени со прекривка за мојата помена и кои не можеа да слушаат, зарем неверниците мислат дека покрај мене за богови можат да ги земаат робовите мои? Ние на вистина за престовалишето на неверниците им го подготвивме пеколот. Кажи, Мухамеде, сакате ли да ви извесам за наголемите губитници на делата, чии што труд во животот на овој свет залуден ќе биде и кои ќе мислат дека е добро тоа што го прават? Тоа се тие кои во доказите на господарот свој нема да веруваат и кои ќе негираат дека пред него ќе излезат. Поради тоа трудот нивен залуден ќе биде и на судниот ден никакво значење нема да им дадеме. На нив казна пеколот ќе им биде затоа што неверници беа и што на доказите мои и на претениците мои им се смеваа. На тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават, градините на Фирдеусот гостопримство ќе им бидат. Во нив вечно ќе престојуваат и нема да посакаат со нешто друго да ги заменат. Кажи, Мухамеде, кога морето би било мастило, за да се напишат зборовите на господарот мој. Морето би пресушило, но не и зборовите на господарот мој, па дури и кога би го прошириле со море како него. Кажи, Мухамед, јас сум човек како и вие. Мене ми се објавува дека вашиот Бог е еден Бог, па кој се надева на средба со господарот свој, нека прави добри дела и во обожувањето на господарот свој, нека не му припишува здруженик. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Ова е спомен за милоста на господарот твој кон робот негов Захарија, кога тој тивко го повика господарот свој и рече, господару мој, коските ми ослабнаа и косата ми оседе, а кога сум ти упатил молба, господару мој, никогаш не сум останал несреќен. Се плашам од роднините мои по крв после мене, а жена ми е неплодна, затоа подари ми наследник од себе, да ме наследи мене и семејството Јаково, и стори, господару мој, да бидеш задоволен од него. О, Захарија, ти јавуваме радосна вест дека ќе ти се роди момченце, името ќе му биде Џошуа. Пред него никого не сме направиле нему сличен, господару мој, рече тој.
Како ќе имам син, кога жена ми е неплодна, а веќе длабока старост доживеав? Ете така, рече, Господарот твој рече, тоа ми е лесно и тебе претходно те создадов, а ти не беше ништо. Господару мој, рече, дај ми некаков знак ќе те биде тоа што 3 ноки со луѓето нема да разговараш, а здрав ќе бидеш. И тој излезе од михработ кон народот свој и со знак им даде на знаење, славете го наутро и навечер. О, Јахја, прифатија книгата одлучно, а му дадовме мудрост уште додека беше момче. И нежност, и крепост, и богобојазен беше. И на родителите свој добар им беше, и не беше дрзок и непослушен. И нека е мир над него, на денот кога се роди, и на денот кога ќе умре, и на денот кога од мртвите ќе стане. И спомнија Марија во книгата, кога од домашните своји на источна страна се повлече. И од нив се прегради. Ние кон неа ангелот Гаврил го пративме и тој и се покажа во лик на совршено создаден маж. Барам заштита кај си милосниот од тебе, ако од него се плашиш, повика таа. А јас сум токму гласник од Господарот твој, рече тој, да ти подарам момченце, чисто. Како ќе имам син, рече таа, кога ниту еден маж не ме ни допрел, а јас не сум блудница. Тоа е така, рече тој, Господарот твој рече, тоа ми е лесно, и за да го направиме знак на луѓето и милост од нас, неговиот случај е веќе однапред одреден. И таа го зачна и бремена се тргна некаде далеку. И породилните болки ја присилија да дојде до стеблото на една палма, камо среќа порано да умрев и целосно во заборав да паднев, повика таа. И тој под неа ја повика, не тагувај, Господарот твој даде подолу од тебе поток да потече. Затреси го палминото дрво, ке истури по тебе урми свежи, па јади и пи и биди весела, а ако видиш некој човек, кажи, јас му се заветувам на Семилосниот дека ќе молчам, и денес со никого нема да зборувам. И таа дојде со него ке народот свој носејки го. О, Марија, рекоа тие, нешто нечуено си сторила. Еј, ти, која според моралот наликуваш на Харун, татко ти не беше никаквец, а ни мајка ти не беше блудница. Таа него им го посочи. Како да зборуваме со дете во колевка, рекоа тие. Јас сум Божји роб, рече тој. Тој мене книга ќе ми даде и веровесник ќе ме направи. И ќе ме направи благословен каде и да бидам. И ќе ми нареди се, додека сум жив, молитвата да извршувам и зекат да давам. И кон својата мајка добар да бидам, а нема да ме направи силник, несрекник. И нека е мир над мене на денот кога се родив и на денот кога ќе умрам, и на денот кога од мртвите ќе бидам проживеан. Тоа е Исус Христос, синот на Марија. Тоа е реалната вистина за него. Тој во кого тие се сомневаат. Не замисливај Господ да има дете. Возвишен е тој. Кога нешто ќе одреди, тој за тоа само ќе каже биди и тоа бидува. Господ е и мој и ваш Бог. Затоа обожувајте го само него. Тоа е вистинскиот пат. И следбениците на книгата во мислењето за него се разделија, па тешко на тие што не веруваат кога на денот голем ќе бидат присутни. Колку добро ќе чуат и колку добро ќе видат тој ден кога ќе ни дојдат, а насилниците се сега во очигден на заблуда. И предупреди ги со денот на тагата, кога со полагањето на сметката ќе биде завршено, а тие се во немар и тие не веруваат. Ние ќе ги наследиме земјата и тие што живеат на неа и тие нам ќе ни се вратат. Спомни го Аврам во книгата, тој беше вистинолюбив, веровесник. Кога му кажа на таткото свој, о, татко мој, зошто го обожуваш тој што ниту слуша, ниту гледа, ниту може од каква било корист да ти биде. О, татко мој, мене ми доаѓа знаењето, а не тебе, затоа мене следиме, и јас на вистинскиот пат ќе те упатам. О, татенце мој, не му се покорувај на ѓаволот, ѓаволот секогаш му е непослушен на Семилосниот. О, татенце мој, се плашам да не те стигне казна од Семилосниот, па да му бидеш пријател на сатаната. Неговиот татко рече, зарем ги мразиш божествата мој? О, Авраме, ако не престанеш, со камења ќе ти избркам, затоа напушти ме на подолго време. Мир со тебе, рече Аврам, ќе го молам Господарот свој да ти прости, затоа што тој е многу добар кон мене. И ќе ве напуштам и вас, и сите тие што ги обожувате покрај Бог, и Господарот свој ќе го молам. Се надевам дека нема да бидам несреќен во болбата кон Господарот мој, бидејќи ги напуштив нив и тие кои освен Господ ги обожуваа. Ние Исак и Јаков му ги подаривме, и двајцата ги направивме веровесници, и секакво добро им подаривме и направивме да бидат фалени и подобро споменувани.
Испомни го Мојсей во книгата, тој беше одбран и беше пратеник, веровесник. Ние од десната страна на Тур го викнавме и кон себе го приближивме, да ги слушне зборовите наши, и му го подаривме од милоста наша како веровесник братот негов Арон. Испомни го Исмаил во книгата, тој го исполнуваше даденото ветување и беше пратеник, веровесник. Му наредуваше на семејството свое молитвата да извршува и милостина да дава, и господарот негов беше задоволен од него. Испомни го Идрис во книгата, тој беше вистинолюбив, веровесник, и ние на високо место го кренавме. Тоа се веровесниците кои што Господ со благодати ги обсипал. Потомци на Адам и на тие кои со Ное ги носевме, и потомци на Аврам и Израил, и на тие кои ги упативме и ги одбравме. Кога ајетите на семилосниот им се рецитираа, тие ничком се спуштаа и плачеа. Нив ги сменја поколенија кои молитвата ја напуштија и по страстите тргнаа. Тие пропаста ќе ја сретнат, со исклучок на тие што се покајаа и веруваа и добро правеа. На нив никаква неправда нема да им се направи, тие во рајот ќе влезат, во еденските градини кои се милосниот на робовите своји им ги вети, затоа што во нив верувале, а не ги виделе, а ветувањето негово на вистина ќе се исполни. Во нив празни приказни нема да слушаат, туку само мир, и во нив наутро и навечер снабдувани ќе бидат. Ќе му дадеме таков рај да наследи на тој од рабовите наши, кој од гревовите ќе се чува. А ние слегуваме само по наредба на Господарот твој. Нему му припаѓа тоа што е пред нас и тоа што е зад нас, и тоа што е помеѓу, а Господарот твој не заборава. Тој е Господарот на небесата и на земјата и на тоа што е помеѓу нив. Затоа само него обожувај го и истрај во тоа. Дали знаеш некого кој му е сличен? Човекот вели, зарем откако ќе умрам, на вистина оживјан ќе бидам? А зарем човекот не се сеќава дека уште претходно го создадовме, а дека не беше ништо? Се колнам во Господарот твој, ние и нив и ѓаволите ќе ги собереме. Потоа ќе ги донесеме околу пеколот на коленици да клечат, а потоа од секоја група ќе ги извоиме тие што беа најдрски кон семилосниот. Бидејќи ние најдобро ги знаеме тие што најмногу заслужија во него да горат, и секој од вас до него ќе стигне, Господарот твој сигурно така се обврза. Потоа ќе ги спасиме тие што се чуваа од гревот, а насилниците ќе ги оставиме во него на коленици да клечат. Кога нашите јасни аети им се цитираа, тогаш тие што не веруваа им говореа на тие што веруваа. Која од овие две групи е со подобри домови и со пубави собиралишта? А колку народи пред нив ние уништивме, кои со богатство и со изглед беа подобри? Кажи Мухамед, на тој што е во заблуда, семилосниот нека му продолжи заблудата. Но кога таквите ќе доживеат опомените да се остварат, било казната, било крајот на светот, на вистина ќе дознаат кој е во полоша состојба и кој има помалку следбеници. Господ ќе им го зголеми упатството на тие што се на вистинскиот пат, а добрите дела кои остануваат вечно од Господарот твој ќе бидат подобро наградени и поубаво возвратени. Зарем не си го видел тој што во доказите наши не верува и вели, сигурно ќе ми биде дадено богатство и деца. Тој или во гајбот продрел, или од семилосниот ветување примил. Ниедно, ние ќе го запишеме тоа што тој го вели и страдањето многу ќе му го продолжиме. А тоа зашто тој зборува, него ќе го наследи и сосема сам ќе ни се врати. И тие покрај Господ ги прифаќаат божествата да им бидат сила, а не чини така, божествата ќе негираат дека биле обожувани и ќе им бидат противници. Зарем не гледаш дека ние демоните им ги праќаме на неверниците зашто повеќе на зло да ги наведуваат? Затоа не барај што побрзо да страдаат, ние полека деновите им ги одбројуваме. Тој ден кога богобојазните како делегација пред семилосниот ќе ги собереме. А кога во пеколот женните грешници ќе ги потераме, никој за никого нема да може да се зазема, освен тој што од семилосниот зел ветување. Тие велат, семилосниот си зел дете за себе. Вие на вистина нешто крупно говорите. Од тоа небесата само што не се распаднале, а земјата не се урнала и планините не се здробиле. Затоа што на семилосниот му припишуваат дете, а на семилосниот не му е потребно да си земе дете. Та сите тие, и тие на небесата и тие на земјата, ќе му дојдат на семилосниот како робови. Тој сите ги опфаќа и точно ги изброја, и сите на судниот ден ќе му дојдат еден по еден. Тие што веруваа и правеа добри дела, семилосниот сигурно ќе ги направи сакани. Ние Куранот го сторивме лесен, на твој јазик, за со него да ги израдуваш тие што од Господ се плашат и од гревови се чуваат, а да ги опоменеш непопустливите и нечии. А колку само народи пред нив уништивме, дали кој било од нив гледаш и дали најслабиот нивен глас го слушаш? Во името на Бог, семилосни, милостиви,
Не го објавуваме Куранот за да се мачиш, туку за да му биде поука на тој што се плаши. Го објавува Создателот на земјата и на небесата високи, Семилосниот, кој над аршот се возвиши. Негово е тоа што е на небесата и на земјата, и тоа што е меѓу нив, и тоа што е под земјата. Ако ти гласно се молиш, па тој знае што е тајно и што е најскриено. Господ нема друг Бог освен Него, ги има најубавите имиња. А дали ти дојде веста за Мојсей, кога го загледа огнот, па на семејството своје му рече: вие останете тука, јас видов оган, може би некаков пламен ќе ви донесам или покрај огнот ќе пронајдам некого што патот ќе ми го покаже. А кога дојде до него, некој го повика: о, Мојсей! Навистина јас сум твојот господар, затоа соблечи ги обувките своји, ти си во благословената долина Тува. И те одбрав тебе, затоа слушај го тоа што ќе ти се објави. Навистина, јас сум Господ, нема друг Бог освен мене, па мене обожувај ме и кога ќе се сетиш на мене, молитвата извршувај ја. Часот на оживувањето сигурно ќе дојде, го кријам од секого, кога секој човек според својот труд ќе биде награден или казнет. И поради тоа нека не те одвраќа од верувањето во него тој што не верува во него и кој ја следи својата страст, па да бидеш изгубен. А што ти е тоа во десната рака, о Мојсей? Ова е мојот стап, одговори тој, на кој се подпирам и со кој на овците своји лисија им симнувам, а ми служи и за други потреби. Фрли го, о Мојсей, рече тој. И тој го фрли. Кога тој стапот, змија која брзо се движи. Земја и не плаши се, рече тој. Ние ќе ја вратиме во тоа што беше претходно. И вовлечи ја раката под пазувите своји. Раката ќе ти се појави бела, но не болна. И ете, друг доказ. За да ти покажеме некој од нашите чуда. Оди кај фараонот, бидејќи во злото секоја мерка ја премина. Рече: Господару мој, распострани ги градите мој и олесни ми ја задачата моја. Одврзи го јазолот од јазикот мој, за да го разберат говорот мој. И подари ми го за помошник од семејството мое, Арон, братот мој. Засили ме со него и направи го содружник во задачата моја, за многу да те фалиме и за многу да те спомнуваме. Ти навистина знаеш за нас. Удоволено е на молбата твоја, о Мојсей, рече тој. А ти окажувам милоста своја уште еднаш, кога твојата мајка вдахтав место тоа што само со вдахновение се стекнува. Стави го во сандак и пушти го в река, реката на брегот ке го исфрли, па и мојот и неговиот непријател ке го прифати, и врз тебе ја разлеав љубовта моја и да растеш под окото мое. Кога сестра ти отиде и рече: сакате ли да ви покажам таа што за него ќе се грижи? Ние на мајка ти те вративме за да се радува и повеќе да не тагува, а ти уби еден човек, па ние од грижата те ослободивме и со разни неволи ти искушавме, па те спасивме. И ти со години остана меѓу жителите на Медиен. Потоа, о Мојсей, во одредено време дојде, и јас за себе те избрав. Одете ти и твојот брат со доказите мои и нека не ви ослабне сеќавањето на мене. Одете кај фараонот, тој навистина се возгордеа, па со благи зборови говорете му, за да размисли или за да се исплаши. Господару наш, рекоа тие, се плашиме да не стави веднаш на маки или секоја мерка на злото да не ја премине. Не плашете се, рече тој, јас сум со вас, јас се слушам и гледам. Одете кај него и кажете: ние сме пратеници од Господарот твој, пушти ги синовите Израилови да одат со нас и немој да ги мачиш. Ти донесовме доказ од Господарот твој, нека живее во мир тој што вистинскиот пат го следи. Нам ни се објавува дека казната сигурно ќе го стигне оној кој што нема да поверува и главата ќе ја сврти. Па кој е Господарот ваш, о Мојсей, запраша фараонот. Господарот наш е тој што му даде облик на се, а потоа го пати. А што е со дамнешните народи, запраша тој. Знаењето за нив е Господарот мој, во книгата, рече Мојсей, на Господарот мој ништо не му е скриено и тој не заборава. Тој што за вас земјата постела ја направи и низ неа патишта направи, и тој од небото спушта дожд, па ние даваме со нејзина помош во парови да некнуваат разновидни растенија. Јадете и пасете го допитокот ваш, тоа се докази за тие што имаат памет. Од земјата ве создаваме и во неа ве враќаме, и од неа по втор пат ќе ве изведеме. Ние на фараонот сите докази му ги покажавме, но тој сепак негираше и одби да поверува. Зарем дојде со помош на својата магија од земјата наша да не изнесеш, о Мојсей, запраша фараонот. И ние тебе магија слична на оваа навистина ќе ти подготвиме. Закажи ни средба до која и ние и ти ќе се придружуваме.
така како што ни одговара и нам и тебе. Средбата нека биде на денот на вашиот празник, рече Мојсей, и народот од изутрина нека се собере. И фараонот отиде, ги собра магиепсниците своји и потоа дојде. Тешко вам, рече Мојсей, не изнесувајте лаги за Господ, па тој со казната да ве уништи, а сигурно нема да успее тој што изнесува лаги. И тие шепотејки тивко започнаа за својата работа меѓу себе да расправаат. Овие двајца се магепсници, им рекоа едните на другите, сакаат со магиите своји од земјата ваша да ви изведат и да ја уништат вашата преубава вера. Затоа лукавството свое паметно подгответе го, а потоа застанете во ред. Кој ќе победи денес, сигурно ќе го постигне тоа што го сака. О, Мојсей, рекоа тие, сакаш ли ти или ние да фрлиме? Фрлете вие, рече тој, и одеднаш му се присори дека јажината нивни и стаповите нивни, поради магијата нивна, се движат. И Мојсей во себе почувствува страв. Не плаши се, рековме ние, ти навистина ќе победиш. Само фрли го тоа што ти е во десната рака. Ќе го проголта тоа што тие го направија, бидејќи тоа што тие го направија е само магија од магепсниците, а магепсникот нема да успее каде и да оди. И магепсниците се поклонија со лицето до земја, велејки, ние веруваме во Господарот на Арон и Мојсей. Вие му поверувавте, викна фараонот, пред јас да ви допуштам? Тој е вашиот учител, тој ве научи на магија и јас сигурно ќе ви ги сечам вкрстено, рацете ваши и ноцете ваши и по стеблата на палмите ќе ве расплам и сигурно ќе знаете кој е пострашен и поистраен во мачењето од нас. Ние нема да те ставиме тебе над јасните докази кои ни дојдоа и на тој што не создаде, одговорија тие. Па прави што сакаш, тоа можеш да го правиш само во животот на овој свет. Ние веруваме во нашиот Господар, за греовите нашите не ги прости и магиите на кои што ти не принуди, а Господ е подобар и трајно наградува. Тој што пред Господарот свој како злосторник ќе дојде, го чека пекол, во него нема ни да умре, ни да живее. А тие што пред него како верници ќе дојдат, кои правеле добри дела, нив високи степени ги чекаат. Еденски градини низ кои реки ќе течат, во нив тие вечно ќе останат, и тоа ќе биде награда за тие што од гревовите ќе се исчистат. И ние му објавивме на Мојсей, изведи ги ноќе робовите мои и со нив по сувиот пат низ морето пројди, не стравувајки дека тоа ќе те стигне и не плашејки се дека ќе се удавиш. А фараонот по нив со војските своји тргна, па ги поклопи од морето тоа што ги поклопи. И фараонот народот свој во заблуда го доведе, а на вистинскиот пат не го изведе. О, синови Израилови, ние од непријателот ваш ве спасивме и вам од десната страна на Тур место да средба ви одредивме и мана и подполошки ви праќавме. Јадете ги вкусните јадења со кои ве снабдивме и немојте со тоа да се возгордејувате, за да не ве снајде гневот мој, а кого ќе го снајде гневот мој, настрадал. Јас сигурно ќе му простам на тој што ќе се покае и ќе поверува и добри дела ќе прави и кој потоа на вистинскиот пат ќе истрае. А зошто пред народот свој побрза, о Мојсей? Еве, одат по мене, одговори тој, а побрзав кон тебе, Господару мој, за да бидеш задоволен. Ние народот твој по твоето заминување во искушение го ставивме, рече тој, и нив ги заведе Самирија. И Мојсей му се врати на народот свој гневен и тажен. О, народе мој, рече, зарем Господарот ваш не даде убаво ветување? Зарем времето ви се одложи или сакате да ве стигне гневот на Господарот ваш, па затоа не се држевте до ветувањето кое ми го дадовте? Ние не го прекршивме своеволно ветувањето кое го дадовме, одговорија. Бевме натоварени со тешкотии, со народниот накид, па тоа го испофрлавме, а истото тоа го направи Самирија. Па изгледа теле кое даваше глас како да мука, и потоа тие рекоа, ова е вашиот Бог и Мојсеевиот Бог, кого тој Мојсей го заборави. Зарем тие не видоа дека тоа ни со зборови не им одговара и дека од нив не може никаква неволја да оттргне, ниту може каква било корист да им придобие? А ним Арон уште претходно им зборуваше, о, народе мој, вие со него сте само на искушение ставени, ваш Господар е си милосниот, затоа следете ме мене и слушајте ја наредбата моја. Ние ќе го обожуваме се додека ни се врати Мојсей, рекоа тие. О, Ароне, повика Мојсей, што те спречи кога виде дека заталка? По мене да не дојдеш, зошто наредбата моја не ја послуша? О, сине на мојата мајка, рече Арон, не фаќај ме за мојата брада и коса. Јас се плашев ти да не кажеш меѓу синовите Израилови расхлоп после и не постапи така како што ти кажав. А што сакаше ти, о, Самирија, запраша Мојсей. Јас го видов тоа што тие не го видоа, одговори тој.
Па грст земја од трагата на гласникот зедов и фрлив, и ете, така тоа ми ја разубави мојата душа. Тогаш губи се, рече Мојсей. Целиот свој живот ке велиш нема допирање, а те чека уште и одредениот час кој нема да те одмине. Погледни го само овој твој Бог, на кого во обожувањето приврзан му беше. Ние сигурно ќе го запалиме и по морето правта ќе му ја растуриме. Вашиот Бог е Господ, друг Бог освен него нема. Тој со знаењето опфаќа се. И така, ете, ти кажуваме некои вести за тоа што веќе поминало и ти дадовме опомена од нас. Кој од неа ќе се сврти на судниот ден на вистина тежок терет ќе понесе. Вечно така ќе остане, а на судниот ден товарот морничав ќе им биде. На денот кога во рогот ќе се дувне, тој ден злосторниците модри ќе ги собереме. Еден со друг тивко ќе зборуваат, не останавте повеќе од 10 дена. Ние добро знаеме зашто тие ќе зборуваат. Кога најпроникливиот од нив ќе рече, останавте само еден ден. А те прашува за планините, па ти кажи, Господарот мој во прав ќе ги стори и ќе ги расее, а местата на кои беа рамни ледини ќе ги остави. Ни длабнатини, ни височинки на земјата нема да видиш. Тој ден тие на гласникот ќе му се одзвијат, од кого одстапување нема и пред семилосниот гласовите ќе стивнат и ти ќе чуеш само шепот. Тој ден ќе биде од корист само за земањето на тој на кого семилосниот ќе му дозволи и со чии што зборови е задоволен. Тој знае што правеле и што ги чека, а тие со знаењето не можат него да го опфатат. Лицата ќе му се покорат на живиот и на вечниот. Тој што струженици му припишувал секаква надеж ќе изгуби. А тој што правел добри дела, а бил верник, нема да се плаши од неправда, ни од скратување на наградата. И ете така ние Куранот на арапски јазик го објавуваме и во него заканите ги повторуваме за тие гревовите да ги избегнуваат или на послушност да ги потикне. Нека е возвишен Господ, владетелот вистински, и не брзај со рецитирањето на Куранот, пред да ти се заврши објавувањето негово, и кажи, Господару мој, ти знаењето мое зголеми го. А Адам уште претходно го обврзавме, па тој заборави и не најдовме кај него одлучност. А кога на ангелите им рековме, поклонете му се на Адам на сеџда, сите се поклонија на сеџда, само ѓаволот не сакаше. О, Адаме, рековме, ово е навистина непријател твој и на твојата жена, затоа немој никако да дозволиш тој да ви изведе од рајот, па потоа да се мачиш. Во него нема да огладниш, ниту гол да бидеш, во него нема ниту да ожедниш, ниту жештина да почувствуваш. А сатаната почна да му бае и да му зборува. О, Адаме, сакаш ли да ти го покажам дрвото на безсмртноста и царството кое нема да исчезне? И тие двајцата каснаа он него и им се укажаа срамните места нивни, па почнаа по нив лисија рајски да ставаат. Така Адам него послуша Господарот свој и заталка од патот. Потоа Господарот негов избран го направи, па му прости и на вистинскиот пат го упати. Излегувајте од рајот сите, рече тој. Едни на други непријатели ќе бидете. Он мене упатство ќе ви доаѓа и тој што ќе го следи моето упатство нема да заталка и нема несреќен да биде. А тој што ќе се заврти од упомената моја, тој тежок живот ќе живее и на судниот ден слеп ќе го оживееме. Господару мој, ќе рече, зошто слеп ме оживеа кога имав вид? Еве зошто, ќе рече тој, доказите наши ти доаѓаа, но ти ги забораваше, па и ти денес исто така ќе бидеш заборавен. И така ние ќе ги казниме сите тие кои на страстите премногу им се оддаваа и во доказите на Господарот свој не веруваа, а страдањето на оној свет на вистина ќе биде пострашно и вечно. Зарем на нив не им е познато колку народи пред нив уништивме, на тие по чии живеалишта тие одат. Тоа се на вистина докази за паметните луѓе и да не се претходно изговорените зборови од Господарот твој, казната веќе ги им беше неминовна. Затоа истрпи ги нивните зборови и Господарот свој слави го, заблагодарувајќи му пред истигувањето на сонцето и пред заоѓањето негово, и слави го во ноќните часови и на крајот од денот, за да бидеш задоволен. И никако не гледај толкова убавините на овој свет, кој ние како уживање на разните видови неверници им ги пружаме. За тоа на искушение да ги ставиме, но снабдувањето на Господарот твој е подобро и вечно. Нареди му на семејството свое да извршува молитвата и истрај во тоа. Ние не бараме од тебе снабдување, ние тебе те снабдуваме, а само тие кои од Господ ке здравуваат и кои од гревовите ке се чуваат, ги чека убава завршница. Тие велат зошто не ни донесе некакво чудо од Господарот свој, а зарем не им доаѓа објаснување
кајување за тоа што го има во листовите тамнешни. А да ги уништевме пред него со некаква казна, сигурно ќе кажеа: Господару наш, зошто не ни испрати пратеник со зборовите твои да ги следиме пред уништени и засрамени да станеме? Кажи, секој очекува, па чекајте и вие. А сигурно ќе дознаете кои беа следбениците на исправниот пат